Дечки, конечно со Кико, а направим моята нова песна, која што треба да испадне валјда јуни месец. Сега, как ще гледате по самиот наслов, ваден снимме вашето мислење, не, как се вика во видео? Споделуваме мислење за Евровизијата. Значи имам тука неколку од вашите мислења, кои ќе бидат прочитани анонимно. И успат јас ќе кажам нешто што мислам за Евровизијата. Иначе да, знаете дека камерата има нојс и намерно сега не снимам со микрофон или слично, заради тоа што за една неделя валјда или за 2 недели, како се средум со обврските, како си немам време за се, како почнеме подкастот и се тоа, ќе купам микрофон посебен за камерата, тоа се вика Dead Cat, ќе имате тука слика. Умрна мачка се вика да, за жал. И нема да има нојс. Сега, прво јас да кажам два збора пред да почнем да читам вашите мислења. Значи мене нема аресе тоа што ние коти македонци, Македонија бе бате, не оти се некој тежок патриот, ма боле курут за државата, него македонци одме бате на англиски пееме бе. На англиски пееме в Евровизијата, ојме англиски да пееме. Зашо? Оти србите си пеат на српски, оти летонците си пеат на летонски, оти австријците си пеат на австријски, оти грците си пеат на грчки, оти албанците си пеат на албански, кики тргни се оттам главата ќе те скапам. Бе са тргни се деба мајка му. Мајка му. Јајга, Кристинка. Значи оти има неколку државички што си пеат на нијин јазик, само ние најпаметните, нели, оти ние сме многу успешни, ние оти многу гласове ќе собереме, оти јака кореографија има, оти јака песна, јак текст. Значи се ни е фул јако и оти таа нашата зиме знамеина мае, да ми го измае, само ќе кажам оти не е убаво тоа што ние на англиски правиме музика. Пушти пеач, ај макар тоа што не го избра, што не го пуштија Виктор, пошто Виктор имаше 12.000 гласа, а Андреја имаше 4.000. Оти ние освен депресија и друго не знаеме да изразиме. Преку ништо, ни преку филм, ни преку песна, ништо бате, нигде. Ај мање битно што Виктор не го пуштија, па и уште одозгоре на тоа и знамеина маја, па и ќе се извинеме за ништо не сима. Не си нормал, ето јас ќе ти кажам. Не оти јас ма боле курот нешто, ама барам на македонски да оде некој да испее, барам да го ебам, барам знаеме оти јазики име. А малце што не самеше му политика, него мање битно што Грција не напризнава како држава, Србија црквата не ја признаваме, Бугарија не напризнава како народ, албанците не ни признаваат како држава, па и ние не ојме да кажеме јас сум бе македончето и јас ќе пеам на македонски да му ебам мајката. Фу да ти ебам семката, слушај сега што им те кажам. Јаде го, првиот коментар, не е коментар, него question што кадев, ти е политиковизија. Точно така, зашо е тоа точно така? Заради тоа што лани која имаше корона, Италија освои Евровизија. Ваа година има војна во Украина, Украина освои Евровизија. Не дај Боже од година нешто, кој знае што да има, па нека плюсна некоја нуклеарка в Македонија, барам ние да победиме. Катастрофа за нашата представничка, тука има запирка, не представува на Евровизија и таа мочката го фрла знамето, мрш мрата. Точно така, јас да бех коти мрата, немше да го прикажам настапот. Пошто ќе ги прикажах сите настапи и кога ќе дојше она наред ќе пуштах реклами. Јас мислам дека не требаше да победи Украина заради војната победи. Според мене Србија требаше. Па искрено јас слушах песната на Србија и ако искрено мене ма питате, добра ми беше песната на Србија, али имаше една српска песна, исто за Евровизија што се квалификува. Не знам точно како се викше, ќе имате, сега ќе ви пуштам дел од неа. Не се викше нели сега вашо беше као бити здрава, как и да е небитно, констракта un corpore sano, бла небитно. Туку имаше една типка што беше коти ангел облечена со едно такво кружно жълто на главата и крила. Типката многу убаво испеа. Ако таа оише на Евровизија, мислам ти таа ќе усвоиш. А иначе во Евровизија не ја гледах, така да не може да кажам кој требаше да победа, наискрено. Само Украина не требаше, тоа ми е, не знам, глупо. Ето ти бате един поштен коментар, не знам, не ја гледах. Готово. Јај го, слушай сега, во е доста добар коментар. Вике така, не тврдумот е така, ама ми стоја на местана беше и со Италија лани, исто и сега со Украина. Само што тие имаа корона, а вие имат војна. Уште еднаш кажувам, само моја предпоставка, не тврдумот е така. Значи види, искрено ако лафме, и таа беше војна, и ваа е војна. Само што таа беше здравствена војна, ако може да се каже, психичка војна, а ваа е физичка војна.
Пошто тука се борахме со здравствени проблеми, се борахме со болести, со глупости, а тук се борат со оружие и за живот се борат. И таа беше војна, и оваа беше војна. Така да предпоставката која што не тврде што е така е точно, според мен. Реално веќе Украина заслужено победи. Мене искрено, искрено баш ме интересираше, иако не ја гледах Евровизијата. Искрено слушах песната на Украина, баш ме интересираше зашо Украина победи. И мене искрено ичне ми се ареше песната на Украина. Не знам зашо, ама многу слаба песна имаше. Така да не можем да кажем оти Украина. Украина, ако ме питате мене, не ни требаше да влезе од финалето. Они немаа некоја салам јака песна за во финале да влезат. Наискрено. Војна имше во Италија, Италија победи. Војна имше во Украина, Украина победи. Не дај Боже Ирак, Афганистан тие да се пријават на Евровизија, секоја година они ќе освојат. Там има со години војна. Така да, дечки, немам што повеќе да ви кажам. Тоа е, во главно тоа е, се спремат подкастовто, имам доста гости закажано што ќе снимам со нив. Така да нема ништо да ви откриевам, негде на кај јуни ќе почнам емисијата. И прв гостин ќе биде наш јутубер Драк, кој што сите го знаеме и го сакаме като јутубер, па сепак нема да ви го открием кој е. Немам што повеќе да ви кажам, едино на вас што останува е да причекате, да гледате и врне дош. И тоа е тоа, нема што повеќе да ви кажам, се гледаме во наредно видео. Поздрав до сите. Чао! Ми се спие.